Пред еден извесен временски период разговаравме на темата на недостаток на соодветна креирана работна, едуцирана или истренирана работна сила, меѓутоа сега станува збор за недостаток на работна сила воопшто. Нажалост, ситуацијата не е ништо подобра ни во регионот. Пред еден извесен временски период бе во Босна, ситуацијата и таму е уште полоша, пола Албанија веќе иселена, Хрватска и самите ги знаете, последните информации укажуваат на тоа дека голем дел, поготово од младата популација, потенцијалната работна сила, го напушта регионот и оди во европските земји. Дефинитивно процесот на миграција ние не можеме да го забраниме или да го спречиме, меѓутоа мора да најдеме начин како на национално ниво, така и на регионално ниво како да го амортизираме, се со цел да не направиме некој си економски негативен ефект на стопанството или на капиталот кој што во моментов го имаме во Прилеп конкретно и во нашата држава. Од тие причини, по иницијатива на Комората, формирана е работна група составена од сите менаџери на човекови ресурси од стопанството од Прилеп, кој што работи на темата регулирање на овие проблеми и надминување на истите, на кои што точки нахнадно ќе разговараме на денешната седница, а фактите се и показателите се малце застрашувачки. 538.000 популација е замината за последниот временски период. И еве конкретно во Конфи Ангел, доколку порано за апликација на општи работник ни се јавуваја на секоја апликација 140 вработени, сега едва се јавуваат 10 потенцијална работна сила. Тоа укажува дека е редуциран бројот на работно способната популација. Имаат можности да се спречи на национално ниво со тоа што може да се направи одредена национална стратегија, да можат да се отворат нашите можности, нашите компании, нашата држава за увојзување на потенцијална работна сила, што покасно анализите ќе ни покажат. Бугарија го направи со увоз на представници потенцијална работна сила од Индија, од Кина, значи можеме да го следиме тој чекор, или например мојата визија беше да може да му се овозможи на одредени странци да можат да студираат на нашите факултети и да се партиципира истото, пошто од една страна не само што имаме губење на потенцијална работна сила, ние губиме потенцијални потрошувачи, што де факто влијае негативно на поготово на стопанството кој што работи домашен пазар. Имено и 41% од целиот буџет на македонскиот буџет се полни од ДДВ-то, тоа значи доколку ја губиш потенцијалната потрошувачка популација се намалува и учинокот на ДДВ-то во целокупниот буџет. Филип Морис, Тутунски комбинат, како општествено одговорна компанија, се со цел подобрување на овие горливи проблеми, инвестира во средното индустријско училиште Ристерски Ричков, $80.000 во реновирање на 4 практични училници, се со цел добивање на едуциран млад кадар кој иднината ќе гради и обстанокот во општина Прилеп. Па нас ни достига во делот на технички кадар, електромашински инженери, електричари, бравари. Затоа ова инвестиција како Филип Морис Тутунски комбинат кој прави во училиште е добре дојдена и ги повикувам и сите бизнисмени од град Прилеп да го следат овој чекор во вложување на вакви кадри кои понатаму ќе градат својата иднина во општина Прилеп. Иницијативата на Стопанската комора, поточно на регионалната канцеларија, е одлична. Че ние ја поддржуваме, активно партиципираме, а во насока на тоа да се изнајдат најсоодветни решенија за да можеме да го решиме или да го ублажиме овој проблем кој што е актуелен подолг период наназад. Генерално и ние како Витаминка се соочуваме со недостиг на технички кадар, председ среднисти, сигурно академски кадар, со цел да ги направиме нашите компании поатрактивни на пазарот на трудот, ќе предлагаме некои мерки кои ќе одат во насока на тоа, значи нашите домашни компании да станат поконкурентни во однос на компаниите кои што работат во индустријските зони, кои што вработуваат поголем број на работници. Значи ќе мора да предлагаме како регионална канцеларија некакви мерки и активности кои што, ајде обратно ќе го завртам одговорот, кои што ќе ги направат, а ќе не стават на еднакво рамниште, како да речем и нас и нив. Значи, бидејќи од кај нас се соочуваме со одлив на работна сила, во зоните, меѓутоа знаеме дека се корисници, оние кои партиципираат таму, кои работат, се корисници на некаква државна помош,
која значително ги олеснува условите на работење визави домашните компании. Сигурно дека постои една тенденција на иселување од земјата. Тенденцијата би рекле можеби во одредена мера не можеме да ја запреме, меѓутоа факт е дека постојат начини, постојат механизми со кои ние можеме да влијаеме да не биде иселувањето во толкав обем како што е во овој момент или долг период наназад, ајде да бидам попрецизен. Конкретно како витаминка ги спречува своите работници да не ја заменуваат витаминка? Видете, областа на човечки ресурси е многу широка. Практично подразбира примена на еден куп материјални и нематеријални награди и поттикнување кои влијаат значително за задржување на работната сила, а пред се треба многу повеќе да се направи во однос на техничките струки. Сигурно треба тоа да оди во корелација или во тесна соработка помеѓу компаниите, факултетите, средните училишта. Отворени сме за соработка. Имавме и се уште имаме една програма која што беше за стипендирање на студенти на технолошко-металуршкиот факултет, се со цел да ги привлечеме младите од градот, прво да ги поттикнеме прво да се запишуваат, а потоа и да ги привлечеме да се вработуваат или да одлучат својата иднина, нели професионалниот развој, кариера и така натаму да го продолжат во прилеп во нашата компанија. Преземаме и други мерки и активности сигурно, меѓутоа со здружени сили сигурно дека со потенцијалот кој го имаат сите компании, сигурно дека ќе излеземе со покомплетни и покомплексни решенија и предлози. Треба да најден начин, налика, кога што се случи, што го кажа сега директорот на Тутунски комбинат, заедно со Филип Морис, направија некоја заедничка работа, што со вложувањето на $80,000 на Филип Морис во средното училиште Ристеристички Ричко, каде што му е потребен таков кадар од металостручната работа, да сите други компании да направат, еве сега почнува школската година, треба да најдат начин да направат услови да партиципираат во нивната едукација, во нивното студирање, затоа што ако им се даде стипендија на тие млади деца соодветна, адекватна и доволна, за наредниот период да се вратат и да имаат обврска и стимул да останат во нашите фирми. Тоа е еден од начините кој што мислам дека треба понатаму да се применува. И оваа година, да кажеме, почната и не можеме да направиме такви услови. Ама за народната година мора да направиме план од сите стопански субјекти, колку машинобравари му се потребни, шивачи и така натаму од секоја струка, да направиме во средните училишта за тие занаетски работи, да можеме да ги планираме. И со тој начин помалку ќе имаме одлив на млади сили во надвор од државата, а тоа ќе биде и поттик да се зголеми цената на трудот во наши услови. Јас гледам дека сега и другите компании што се како надворешна инвестиција, странска инвестиција, во последен момент почна и да ја зголемуваат цената на трудот, што е добро, и мислам дека тоа беше можеби принудно во овој момент, ама во наредниот период тоа мора да биде направено континуирано, планирано, и тоа ќе биде еден од начините за нашите млади да имаат услови и желба да остануваат овде. Втората работа што сакам да напомнам, гледајќи целокупната општествено-политичка ситуација во државата, нели сега е моментот каде што имаме можност да влеземе во НАТО алијансата и почеток на предпристапните фондови во Европската Унија, да најдеме начин да сите можни начини што ги нуди Европската Унија, со сите тие фондови да ги искористиме, и уште еден начин е тоа за младите да можат да останат овде. Со сите тие вложувања што ги прави Европската Унија во околните држави што се досега што станаа членки на НАТО и Европската Унија, го видовме и треба да го видиме нивниот пример, дека таму е поинаква ситуацијата, таму не дека младите не заминуваат, ама помалку заминуваат, бруто домашниот производ е поголем, животниот стандард е подобар, така да вториот начин на кој што сакам да го истакнам дека младите можат и треба да останат овде со вложувањето на странски инвестиции во нашата држава,